Драги гледачи, ова утро се наоѓам во дворот на основното училиште Партенија Зографски, да дознаеме како наставниот кадар го продолжува овој период со работа. Знаеме дека учениците се распуштија од 10 јуни, уживаат заслужено на својот одмор се до септември, дека не започна повторно наставата, а тука со мене се оделенски наставник Сара Патчева и наставник по физичко и здравствено образование Тамара Стојанова. Добро утро за двете. Добро утро. Добро утро и до Тамара. Добро утро, ви благодарам што не поканивте да бидеме дел од вашата емисија. Така, за вас нема одмор. Барем се уште не сега во овој период, без разлика што кажавме дека учениците веќе ги распуштивте, но што прави наставниот кадар? Дали се спремате за наставна програма од септември, како ќе продолжи образованието? Па во училиштето ние сега се наоѓаме во таа завршна фаза од учебната година и тоа е периодот кога ние го сумираме ученичкиот успех и воедно и се спремаме за следната учебна година. Па како изгледа тоа во кратки црти? На почетокот со активот на наставниците ние всушност донесуваме одлука во врска со свидетелствата. Потоа следува состанок на оделенскиот совет заедно со директорот и со стручната служба, каде што ние го истакнуваме вкупниот успех на секој дете од прво до петто одделение и посебен состанок за учениците до девето одделение. Понатаму следува состанок на наставничкиот совет, каде што се утврдува веќе споменатиот успех и по завршување на наставничкиот совет ние веднаш се упатуваме кон подготовка на свидетелствата. Имаме рачно впишување во главна книга, тоа е документ кој е главен доказ за успехот на учениците. Имаме и внес во електронскиот дневник, нели со цел родителите да имаат увид во постигнувањата на своите деца и завршниот чекор од целиот овој процес е всушност родителската средба и со тоа се заокружува целата оваа постапка поврзана со ученичките успеси. Така. Какви се година во ученичките успеси? Кај учениците? Ние сме многу задоволни оваа година. Сите има постигнато високи успеси. И потоа да дојдам нели до свидетелствата во координација исто така на директорот и на стручната служба, на родителите им се даваат јасни насоки за подигнување на свидетелствата и по нивно доделување. Оваа година е во сабота на 28 јуни. Ние наставниците веднаш ги опфаќаме оние активности кои се поврзани со изработка на наставни проекти, за училишни проекти, разгледуваме понуди за училишни екскурзии за следната учебна година, работиме на уредување и на оплеменување на училниците и секако не смееме ни да го изоставиме делот, како ние наставниците ги земаме сите оние активности со цел учениците да имаат посовремена и уште поквалитетна настава. Така. Рековте дека сте задоволни од вашето оделение, дека учениците постигнале голем успех, барем за оваа година зборуваме. Дали се истакнаа по некој предмет? Дали македонски, може би математика, или може би од сега знаете да препознаете ки имали таленти од од вашиот клас? Да, имаше многу надарени ученици. Не можам да кажам за вкупно, бидејќи секој ученик нели е индивидуа за себе, но можам да кажам дека математиката има поомилен од предметите. Браво, значи ќе имаме едни математичари, па можеби ќе дојдеме да направиме некој интервју. Учениците се познати по добивање на многу награди, ќе го следиме нивниот успех заедно со вас. Тука и професорката, односно наставничката по физичко и здравствено образование, како се покажа наставнички учениците оваа година, дали вежба, бидејќи физичкото образование е многу важно за здравието, пред се за телото, за духовното, па и менталното здравје кај учениците. Постигнали добар успех година? Одлично, да, година морам да ги пофалам сите ученици кои што беа дел од активностите, од спортските активности, постигнавме големи успеси. Традиционално е секоја години уназад традиционално е да постигнуваме успеси во спортот во одбојка. Година морам да ги пофалам и фудбалерките кои што освоја прво место на градското надпреварување и се пласиравме на државното првенство. Таму освоивме 4-то место. Исто така и традиционално сме успешни и во машка кошарка, година исто имавме и со нив постигнат огромен успех. Физичкото образование ги прави децата поздрави, посрекни и мора да се искористи овој летен период кога времето убаво да бидеме што повеќе надвор, активни и нели да си продолжиме по активностите што ни биле цела година. Зависи во кој спорт децата се активни. Да.
Токму така убава насока им дадовте на учениците, кои што иако се на летен распуст, треба да уживаат нели надвор, повеќе надвор отколку дома, барем со спортот. Рековте дека сте многу задоволни, многу награди, во што најмногу се истакнали, кој спорт им беше омилен годинава? Кошарка и фудбал споменавте, особено женскиот фудбал, браво за женските фудбалерки. Има ли друг спорт по кој што покажуваат интерес? Дека сум малку пристрасна, бидејќи јас сум одбојкарка, имам многу одбојкарки во училиштето, така да морам да ги пофалам, имаме голем број на одбојкарки. Годинава исто направивме успех и со нив. Секако и следните години гледам дечињата веќе во малите одделение покажуваат интерес за сите спортови, така да има иднина за училиштето во врска со спортот. Значи математичари, одбојкари, фудбалерки, успешни ќе бидат учениците и понатаку доколку се работи со нив. Совет за крај наставнички, бидејќи рековме летото е пред учениците, особено првачињата кои што треба и тие да се запишат од септември, како да се подготвуваат, на што да обрнат внимание, посебно вие како одделенски наставник, па ќе спомнам и за физичкото образование, на што да се фокусираат летниот период. Најпрво би сакала да им посакам на учениците мирно лето, исполнето со многу убави моменти, бидејќи ги добиваат заслужено сите пофалби за успехот во оваа учебна година. Нека читаат лектири, нека вежбаат математика и сепак играта е најважна за децата, нека се играат, нека се дружат, бидејќи на тој начин, на тој начин тие можат да добиват и оној дел кој е воспитан дел, на емпатија, пријателство, што е многу исто така важно за нив. Одличен совет. Наставнички за крај? Децата се социализираат преку лето, тоа не е многу битно, да бидат физички активни, како што кажав, и да дојдат спокојни, мирни во септември на училиште. Јас се благодарам за одвоеното време. Уште малку работа веќе чека во основното училиште, но ќе има одмори за вас, одмората. Ќе се видиме ние и од септември да слушнеме за вашите постигнати резултати. Поздрав!